Целосно да се исплаќаат блок дотациите за пожарникарите од страна на Министерството за одбрана, бара штипскиот градоначалник Иван Јорданов. Тврди дека не се почитуваат законските одредби во врска со распределбата на средствата со кои се исплаќаат платите на пожарникарите. Во Штип, за да се покријат овие трошоци, општината секој месец по овој основ издвојува средства во висина од 2 милиони динари, бидејќи државата исплаќа само 700.000 динари. Согласно закон за пожарникарство, на секој 1500 жители мора да има еден пожарникар вработен во територијалната противпожарна единица. Согласно овој закон, бројот на пожарникари на територија на општина Штип и општина Карбинци е стриктно дефиниран и брои 33. И за висината на овие 33 обврска на Министерство за одбрана е да ги исплаќат блок дотациите за исплата на плати. Во општина Штип само за 10 пожарникари се исплаќаат финансиски средства, остатокот од 23 пожарникари општината го превзема како обврска, за разлика да речеме со една друга соседна општина која што е многу слична на општина Штип по бројот на жители, тоа е општина Велес, која што исто така има 33 вработени во противпожарната единица, но блок дотациите кои што ги добиваат од Министерство за одбрана и од Министерство за финансии се за скупно 33 вработени. Неправда во однос на распределбата на ваквите средства има и во останатите општини, вели председателот на ЗИЛ Сурце Ѓоргиев. Вели дека на темава се разговарало со министерот за финансии, но не е оптимист дека власта има капацитет да го реши проблемот. Во меѓувреме, општината и синдикатот на пожарникарите потпишаа нов колективен договор, со кој е договорено дека платата ќе им се зголеми, а редовно ќе се исплаќаат и додатоците на плата, нешто што не беше случај досега, па против општината се покренуваа низа тужби. Во минатите години неколку стотици илјади евра се исплатени на име на судски трошоци, адвокатски трошоци од страна на општина Штип. За да го спречиме овој тренд, склучивме нов колективен договор со кој што ги усогласивме законските обврски кои што ние ги имаме во однос на висината на платата која што ја земаат пожарникарите. Новиот колективен договор предвидува и 2 пати годишно на пожарникарите да им се врши тестирање за физичка подготвеност.